Благодарам, еве да се дообјасниме. Сега вака да расчистиме на работа. Прифаќате ли дека сте власт или мислите дека сте уште опозиција, па сега критикувате? Значи, сватете една работа. Вие сте власт. Им ветувавте на луѓето и треба да си го исполните тоа. Луѓето не ве гласа и тогаш не ви верува. Направивте коалиција на друг начин и така натаму, тоа е веќе приказна понатаму. Значи, втора работа, една работа. Значи, тоа е една работа. Значи, зошто и на кој начин луѓето, дел од граѓаните гласаа за вас? Одевте вака им велевте. Кој ќе дојдеме ние на власт? Одеднаш живот ќе дојде. Ќе чистиме ќе дишиме почист воздух. Плата ќе даваме кој колку сакате. Колку сакат. Пиши си тамо колку треба. За доктори толку, за не знам овие толку и така натаму и така натаму. Почитувана колешка, една работа да ви кажам. Урнисувањето на системот е ваше дело. Што значи тоа? Која е нечестноста да воведеш радиодифузна такса, а на крај да велиш на граѓаните ние ќе окинеме? Да кажуваш ќе зголемиш минималната плата, а во ваше време немаше минимална плата. Да зборувате за укинување на контрола на учениците и учителите, за сега сакате да го вратите системот на контрола на учениците и на други работи. Амнестирањето на лица ни го доведе во овој процес што сега го имаме. Што направивте? Што им велите на луѓето? Не мора да плаќате давачки кои треба да ги плаќате. Воведувате даноци. Ја зголемувате акцизата за нафтата. Велите ви даваме зелена нафта, а од другата страна му зголемувате акцизата на нафтата. Што му давате? Од една страна му зимате, од друга страна му давате. Или од една страна давате, по друга страна му го зимате. Кај радиодифузната такса, тоа се 30 милиони евра за да се издржи тој радиодифузен сервис. Не само македонска телевизија и другите. Од каде му ги зимате? Од тоа што ми качите даноците на граѓаните. За тоа зборувам, почитувана колешки. Ако сакавме да го решиме проблемот со судените лица, требаше да го подобриме животот внатре во затворот. Сега што направите вие? Една генерација на лица излегува, или до луѓе. Океј, јас немам ништо против тоа. Меѓутоа, што со следните генерации? Што до година кога ќе дојде некој? Што претходно што ќе оди натаму? Дали и за тие ќе правиме амнестија? Значи, што направивте? Луѓе, правите што сакате, ние на крај ќе ве ослободиме. Не треба да плаќате даноци, никој не мора да учи, на сите петки и десетки ќе правиме. Таков систем воведовте, почитувана колешки. На крај краишта, сакам да ви кажам уште една работа за 5 години власт. Се сеќавате, 2015 веќе испадна бомбите. Сега пак ги реактуализирате за да ја дефокусирате јавноста во целата приказна. 5 години власт, од 2015 година, буквално државата многу тешко функционираше. 2015 бевте техничка влада. Дали заборавате? Имавте техничка влада. Партиципиравте во дел и во земјоделието, впрочем, кај што работиме. 2016 имавме иста ситуација. 2017, 18, 19 сте веќе власт. Значи, вие морате да се соочите со граѓаните, да испаднете на терен, да им кажете: да, луѓе, ние ветувавме. Нити имаме почист воздух, нити имаме подобар стандард, нити живот, нити плати поголеми, ништо. Буквално ги излажавте граѓаните. Ако зборуваме за една работа, 5 милиони евра беа вашите вложувања во земјоделието. Сега зборуваме за 150 милиона, зборуваме за сега дополнителни 5 милиони евра, како би можело да им се помогне на граѓаните. Така, почитува Крешке, ваша обврска беше. Јас идам како земјоделец и барам мене тоа да ми се реализира. И на крај крајшта, Карбинци го спомнавте. Ние се грижиме за секоја пета земја. Знаете ли тамо во Плачкевичкиот регион колку луѓе има што се занимаваат со тутун и производство на тутун? Знаете што ми вика кога одев тамо по селата, по Парналија, Коџалија и така натаму, Оџалица и така натаму, Оџалија, значи Карбинци, Радање, кај што луѓето произведуваат тутун. Знаете ли каде е тоа, колку е високо тамо во планината кај што луѓето екзистираат од тоа? Имат стока, се занимаваат со и така натаму. И знаете што велат? Ако не беа овие мерки на владата на ВМРО-ДПМН, ние требаше сите да се иселиме од таму. Им се даде помош и за учење на тие луѓе. И компјутер прв пат видов што се случува таму каде е. Му се донесе на секое дете. Им се даде можност да има таму и социјална помош, и за трето дете родено, и така натаму, и за стоката подршка, субвенција, и за млекото, и за се. Тука е поддршката и затоа тие луѓе го почитуваат тоа. И на крај краишта зборуваме за брана на реката Карбин, на Козјачка река, на Карбинци. Требаше тогаш само ние го донесовме проектот. Требаше ревидирање на проектот да се направи за да може во следна фаза да се гради. И тие пари ги земавте од таму. Зошто го направите тоа? Сега во моментот кога сведоци сме дека таму имаме недостаток на вода во акумулациите. Една таква акумулација плюс минус многу и помогнала на тој целиот регион во Карбинскиот дел.
Тоа е разликата меѓу вас и нас. Разликата е дека ние се грижиме за секој човек, се грижиме за секоја педа македонска земја. Меѓутоа, за разлика од вас, бараме само една работа, да го испочитувате она што го работевме ние. Значи, не е фер. Еве сега си збориме најреално, најчовечки. Нема политика во целата работа. Зошто го касните проектот за болницата? Зошто го стопиравте патот кон Плетвар? Зошто се касни патот кон Охрид од Кичево? За да крајните темата дека не знам колку си искрадале пари, на крај да речете, ама не, добра беше трасата, нема проблем, ама ќе ни треба уште 179 милиони долари. Луѓе, за така да им зборувате? И знаете колкави се пеналите што треба да ги плати следните генерации, не вие и јас, луѓето, граѓаните од данъците, преку 1 милиарда евра се пари што заради грешни политики и незавршување на проектите, заради дати и датуми кои требаше да се заврши целиот проект. Меѓутоа, оставам на вас, се надам дека ќе се надминете, имате шанси 5 милиони евра. Не се ништо во однос на тоа што многу, и тие се малку, меѓутоа ќе пратиме една порака, прво обединувачка кон сите нас, дека ние пратениците покрај другото што не напаѓаат за многу работи, мислиме на граѓаните, сакаме да ја помогнеме на граѓаните, со тоа ќе пратиме порака дека ние нешто правиме заедно и на некој начин ветувањето почитувана колешки што вие го дадовте како председател на Комисијата за земјоделство, затоа што на тој начин ја добивте власта и на некој начин и вие ќе си го обелите образот врз основа на овој амандман. Ви даваме шанса, впрочем, да го направите тоа. Благодарам.